Ментор во компанија е личност кој што се грижи и ги нагледува учениците кои што доаѓаат на пракса, како работат, како се однесуваат и како напредуваат во извршувањето на нивните задачи. Нашата компанија се занимава со угостителство и туризам и ги опфаќа профилите готвачи, келнери, шанкери, рецепционери, собарки и така натаму. Учениците кога доаѓаат на пракса го работат тоа што го работиме и ние. Например, помагаат во готвењето на храна, во препрема на артиклите, помагаат во чистење, во одржување на хигиената и така натаму. Јас како ментор секогаш им покажам што треба да работат и како да ја сработат дадената задача. Има, кај секој е различно, но ние се трудиме да им помогнеме на сите и тие што се навистина заинтересирани, им помагаме за уште повеќе да се усовршат и да си го сакат овој занет. Младите треба да се запишуваат во средно стручно образование за да имат повеќе увид во работата, полесно да се усовршат теоретски, а ние како компанија да им помогнеме во практичниот дел. Кој како, сите не се исти, но тие што се навистина заинтересирани работат како што треба и ние им помагаме во секој момент. Професијата готвач е многу благородна работа, но исто така и бара многу жртвување, многу откажување, многу работа, многу труд и трпеливост, но на крајот се исплатува кога ќе се посветите на нешто што навистина го сакате да го работите и работа има сегде за готвач. Се мислев дали да се запишам во средно стручно училиште или во гимназиско. Кога започнав во средно образовно училиште Јосиф Јосифовски, сватив дека не сум погрешил. Предметите и праксата што ја имам ми потврдија дека навистина сум го направил вистинскиот избор и дека готварството е тоа што го сакам. Им препорачувам на сите млади да се изберат струка која ја сакаат и да ги развиваат своите стручни вештини. Кога одам во компанијата се чувствувам како вработен, како еден од вработените, затоа што директно ме вклучуваат во процесот на готвење. Се воодушевувам на професионалност која имаат вработените овде, но и на тоа што јас го читам и го учам на часовите по теорија, овде може да го видам и да го работам. Во компанијата на почетокот од времетраењето на праксата вршиме лична хигиена. Менторот запознава со сите активности кои треба да се извршат пред да се започне со припремата и готвењето. Не информира што се ќе биде потребно за извршување на задачата, па дури потоа се вклучуваме во процесот на готвење и конкретни рецепти. Менторот ми задава работни задачи за истите, ми покажува како да ги направам, ми ги поправа грешките и пофалува ако ја изработам добро за дадената цел. Она што ни е план за учењето во настава, овде го реализираме заедно со менторот. Понекогаш во оваа компанија готват рецепти кои што јас прв пат ги гледам, ги декорираат, ни даваат и ние да декорираме и така учиме по нешто ново. Многу е важно што компанијата ја поттикнува нашата креативност, ни овозможува и самите да ги дадеме и кажеме своите идеи. Моето искуство во оваа компанија е позитивно. Вработените се однесуваат кон мене како да сум дел од нив и секогаш ми помагаат. Се запишав во средно стручно училиште, бидејќи уште од мала најдобро учам кога ги гледам работите. Односно кога можем да се обидувам и да ги применувам затоа што сметам дека секое прочитано нешто треба да го искусам и во пракса. Имам малку повеќе слобода во однесувањето. Не сме врзани постојано во училница. Ја разменуваме средината. Учиме во објекти, како и во училиштето, во угостителската сала, каде што има просторија за послужување, ресторан и кујна. Таму може да ги покажеме нашите практични вештини. Едноставно стручното образование ми дава конкретни насоки, кон реализација на конкретни цели. Насочени сме, но и доволно сме мудри. Искуствата да ги употребиме во иднината на нашите професионални ангажмани. Знам дека со завршувањето средно стручно училиште со профил готвач веднаш ќе се вработам. Ќе
ќе имам добар личен приход и дека ќе се усовршам уште повеќе. Јас сум задоволна од обуката што ја добиваме во нашето средно образовно училиште Јосиф Јосифовски, така што оваа струка ја препорачувам на сите деца кои би сакале во иднина да работат во угостителско-туристички сектор.